Општина Кочани обезбеди средства за годинава да ги доизгради и асфалтира улиците Карпошово во Стание во населбата Усова Чешма и Асном во Оризари. Во локалната самоуправа претпладнето беше потпишан со фирмата Изгрев инженеринг Доел од Велес, која ќе биде изведувач на градежните работи. Средствата за реализација на инвестицијата беа добиени претходно како кредит од договорот за заем склучен помеѓу Меѓународната банка за обнова и развој и Република Македонија, а од кој во средината на 2015 година Општина Кочани склучи договор со Министерството за финансии за изградба на 10 улици, а за што позајми околу 1 милион евра. Со потпишаниот договор треба да се изведат градежни работи на двете споменати улици со вкупна должина од 496,5 метри, при што ќе се изградат 3 крака на улицата Карпошово во Стание и 1 крак на улицата Асном. Изведувачот на работите со кого беше потпишан договорот е фирма избрана по спроведената тендерска процедура согласно правилата на Светска банка. Градоначалникот Илиев порача дека очекува изведувачот квалитетно да ја изврши задачата, за што беше добиен и потврден одговор. Надевам дека овој пат имаме среќа со изведувачот и дека ќе се направи на вистина улица со која ќе бидеме сите ние горди, ние како изведувачи, а ние како корисници. Да. Јас не сум во тоа. Ние со нашето досегашно искуство сме се докажали на други места, сигурен сум дека и овде исто така ќе се покажеме. Вредноста на договорот е 5.466.000 денари со вклучен данок на додадена вредност. Од овие средства 4.300.000 денари се заштеда од реализација на подпроектот изградба на 10 улици во општина Кочани, а остатокот од 1.166.000 денари се општинско кофинансирање и ќе се обезбедат од буџетот на локалната самоуправа на Кочани за 2018 година. Се планира изградбата на двете улици да се реализира во рок од 2 месеца, сметана од денот на потпишувањето на договорот. За проектен менаџер при реализацијата на изведбата е назначен Владко Димитров, помошник раководител на секторот за уредување и располагање со градежно земјиште во општина Кочани.